Измислуваме приказни со ведри содржини, за да им го отргнеме вниманието на децата од ужасот што се случува околу нас. За нив оваа војна е невидена траума. Така ни раскажа Олена Луцко од Киев, која со семејството нашла за солниште во близина на Лавов, западна Украина. Ова е страшно и не би сакала да не сите деца во светот ова е преживее, затоа што ова е многу страшно. Нашата ќерка секој пат плаче кога чуе, кога слышна сирена и експлозии. Училиштата низ земјата не работат и стотици деца се веќе или бегалци или пак живеат во засолништа со своите родители. Многу деца имат своите нокови во метро, во шелтери, затоа што е голема опасност за да останат во своите станови. Во районот на Лавов за сега е релативно мирно, но тоа не важи за Чернихив, родниот град на нашата соговорничка. Тој се наоѓа близу границата со Белорусија. Нашиот роднини во Чернигив тие денес немале таква можност да излегат од шелтерот. Целиот ден оди авиабомбардирање. Вели дека веќе има десетици загинати цивили во тој район. За 2 последни денови, ама ова е само официјална статистика, од 50 цивилни луѓе. Како ви разбирате, не се може да биде изброена сега и затоа очекуваме дека жертви на овие руски бомбардирања ќе биде повеќе, многу повеќе. Како што ни објасни, во градовите што се изложени на напади, животот веќе речиси не функционира. Сега нема вода, нема струја, нема храна. Некакви луѓе кои можат да излегуваат од шелтерот гледат дека веќе нема куќа, нема зграда, нема место за живење для нив. Како и повеќето нејзини сограѓани, го повикува светот да и помогне на Украина. Ова не е само нашиот проблем, не е само нашата војна. Ако сега ние не можеме да застанеме Путин во Украина, следните европски страни ќе бидат следни. Разбирате? И сега ние потребуваме, бараме поддршка на целиот свет, поддршка политичка, дипломатска, војничка поддршка, просто поддршка од обични луѓе. Луцко живеела 5 години во Скопје со семејството. До македонските граѓани упатува порака. Кога живеевме во Македонија, јас имав прилика да гледам колку пари троши Русија во Македонија. Ама овие пари одат на пропаганда и јас би сакала да ве кажам на македонците, плашете од руските пари. Бегајте од руските пари, бегајте од рускиот свет, затоа што Русија не носи нешто добро. Поради нападите од Русија, десетици илјади лица дневно ја напуштаат Украина. Според УНХЦР, бројката на бегалците надмина 1 милион луѓе и се уште расте. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.